Ленче Ристоска поднесе оставка од обвинителската функција и тоа само неколку дена откако Советот на јавни обвинители не ја даде поддршка за незината преставка за напад врз незиниот интегритет. Веднаш потоа, новиот јавен обвинител Ненад Савески ги одзеде надлежностите за двата случаи Талир, кои се во завршна фаза, а се однесуваат на имотот и финансирањето на ВМРО-ДПМНЕ. Во своето обраќање на социјалните мрежи, Ристоска наведе дека поради овие случаи во годините наназад постојано трпела притисоци, но дека не може да се согласи во однос на последните одлуки. Сметам дека овие одлуки сериозно ја ослабуваат позицијата на јавното обвинителство и носат конкретни ризици за исходот на предмети кои таргетираат висока корупција и криминал. Овие постапки се во директна спротивност со визијата за која се залагам, а тоа е обвинителство кое работи надвор од политички влијанија, ги штити своите професионалци и го брани јавниот интерес доследно и без селекција. Бидејќи не гледам простор за работа, ниту во перспектива како би можела да делувам во согласно со моите принципи, поднесов оставка од функцијата јавен обвинител. Новиот државен јавен обвинител Ненад Савески по доаѓањето на функцијата им ги повлече овластувањата на обвинителите. На брифингот со новинарите, прашан дали со одземање на овластувањата директно сака да ги одземе Талир 1 и Талир 2 од Ленче Ристоска, за која имаше реакции од ВМРО-ДПМНЕ, тој рече дека неговата одлука не е персонална, туку за да воведе ред. Савески денеска рече дека жали за одлуката на Ристоска, за која лично бил известен од неа преку СМС порака. Јавното обвинителство останува без јавен обвинител од кој очекував дека со своето повеќегодишно драгоцено искуство ќе даде придонес кон зајакнувањето на капацитетите на новаа институција, особено со незината позиција како обвинител за врска со Европравда. Одлуката за отповикување на сите овластувања дадени од моите претходници не е персонална и во никој случај не е насочена кон работата на обвинителката Ристоска. Ристоска беше дел од специјалното јавно обвинителство, пошто премина во основното јавно обвинителство Скопје, но остана да ги води двата случаи Талир. Таа поднесе и кандидатура за државен јавен обвинител, но Мицкоски рече дека ја отфрла незината кандидатура, уште пред да биде разгледана на влада.